Good evening, this is Peter Vertkovsky on 2NUIFM 103.7 in Newcastle in Hunter. Coming up is the Macedonian radio program. Please stay with us. Добро вечер, почитувани слушатели. Бидете поздравени од мене Пеце Вртковски и на сите ви посакувам топла, убава заедничка вечер со вашите најблиски во придружба на нашата македонска радиопрограма. Вечервак имате прилика да слушате најнови соопштенија од Ньюкастел и околината, поважни вести од Македонија и вашите желби и честитки. За сите горе наведени редоследни програми, со вас е вашиот уредник и водител на македонската радиопрограма Пеце Вртковски. We have to say hello to the good listener on our Macedonian program. That is Frank Castiglione from Hamilton. А сега продолжуваме со најновите соопштенија од Ньюкастел и околината. Управниот одбор повикуваат на денот Свети Никола, среда 19 декември. Ќе има служба во 9 сатот сабајлето и после службата сите сте добро дојдени во салата на кафе и чај во Свети Николска заедничка дружба за овај голем празник. Почитувани слушатели, да најавиме дека нашиот нов црковен одбор овде во Ньюкастел организира дочек на новата 2019 година во нашата македонска сала и тоа во понеделник на 31 декември со почеток во 6:30 часот вечерта. Картите се $70 за возрастни, а за деца од 10 до 13 години $30. За деца помали од 10 години влегуваат бесплатно. Во картите е вклучена богата вечера, а за да обезбедите маса со вашите најблиски, јавете се кај Саше Стојчевски на 0408 490148, Ристо Веловски на 0414 296910, Джони Илинковски на 0437 545456 и кај мене Пеце Вртковски на 0411 673 073. Сите сте добро дојдени. Исто така, почитувани слушатели, едно ново соопштение од председателот на управниот одбор овде во Ньюкастел Саше Стојчевски. Имаме интерес да отвориме школо македонско за деца од 5 години и постари во нашата македонска сала, како што имаше и порано. Сите заинтересирани за децата за македонско школо, јавете се кај Саше Стојчевски на 0408 490148, што побрзо за да може навреме да се регистрираме, за да може да се почне со првата недела во февруари. Исто така, да најавиме дека нашиот нов црковен одбор од Ньюкастел организираат концерт во нашата македонска сала по повод празникот Водици, и тоа на ден 19 јануари, сабота, со најдобрите од Битола, групата Маестрал со Андреј Илиоски на Гајда. За повеќе информации околу овај концерт ќе најавиме во наредните програми.
За сите погреби во црквата Света Богородица овде во Њукастел, црковниот одбор ги спрема сите потребни работи околу припремањето за ручекот и сервирањето на истиот. За повеќе информации јавете се кај Џони Линковски на 0437 545456, кај Ристо Веловски на 0414 296910 и кај Саше Стојчевски на 0408 490148. Исто така може да се јавите кај овие членови за салата ако ви треба за некои веселби и други потреби. А сега нешто да прочитаме за медиумската порака, кои нашите два мембери, преседателот Саше Стојчевски и Ристо Веловски, беа присутни на ова конференција во Сиднеј. Конференција на лидери на македонска заедница одржана во Сиднеј, објавено на 9 декември ова година во Сиднеј. Австралискиот македонски совет во Нов Јужен Велс беше домаќин и на угуративната конференција на лидери на македонска заедница во саботата 8 декември 2018 година во Далтон Хеус во Силванија Ворас, во јужниот дел на Сиднеј. Повеќе од 70 лидери од повеќе од 30 организации се здружија во духот на единството за заедничка цел и соработка. Нашиот председател Сашо Стојчевски и секретарот Ристо Веловски присуствува на ова инаугуративна манифестација и ја представува нашата македонска заедница од Њукастел, подгрупи и наши фудбалски клубови за да ја споделат нашата визија за стратешкиот план 2050 за Њукастел со другите македонски заедници во Нов Јужен Велс. Конференцијата обезбеди продуктивен форум за анализа, преглед и планирање за прашања од јавна политика и стратешки интерес на македонска заедница во Нов Јужен Велс. За време на конференцијата беа конципирани и голем број клучни проекти и приоритетни иницијативи. Делегатите има можност да ги слушнат клучните пораки од Хон Џон Бараларо, пратеник заменик премиер на Нов Јужен Велс, министер за регионален Нов Јужен Велс, министер за вештини, министер за мал бизнис и член на Монаро. Посебна порака за поддршка од Хон Давид Колман, министер за имиграција, државјанство и мултикултурни работи и член на банки, беше прочитан од господјата Лесли Далтон, регионален директор на Нов Јужен Велс, оддел за внатрешни работи. Господинот Грин Камбијан, работен кандидат за федерално седиште на банките, исто така им се обратни на делегатите. Водачите ги коментираа придобивките од заедничкото учество на конференцијата како еден обединет фронт и заедничка работа за да се обезбеди континуиран успех на македонската и пошироката заедница во Нов Јужен Велс. Австралискиот македонски совет во Нов Јужен Велс би сакал да им се заблагодари на сите лидери, засегнати страни и организации кои присуствуваат и активно учествуваат на конференцијата, заедно со оние кои донираа време и услуги за поддршка на овој совет. Нешто да проследиме и за здравјето. Дали сте знаеле дека само 30 грама јактасти плодови дневно би можеле да ни го продолжат животот за 2 години? Луѓето кои редовно јадат јаткасти плодови живеат подолго и го намалуваат ризикот смрт предизвикан од рак и болести на срцето, покажало најновото истражување спроведено на Харвард. Кога станува збор за жените, консумирањето на само 2 раце од овие плодови неделно може да го продолжи нивниот живот подеднакво како и џогирањето 4 часа неделно. Жените кои имат висок ризик од болести на срцето може да го преполоват ризикот со консумирање на една лажичка путер од кикиритки еднаш дневно. Во оние делови од светот каде луѓето доживуваат длабока старост, многу се консумира ова намирница. Прилично е ефтина, можете и сами да ја огледувате, а за лековистата и не треба да зборуваме. Можете веднаш да сватите се работи за гравот. Гравот е навистина здрав и препорачливо е да се консумира. Без разлика на тоа која врста грав ја подготувате, секоја од нив е многу здрава. Во гравот се наоѓаат мноштво лековити материи, меѓу кои најмногу застапени се протеините, јагленохидратите, мастите и изобилува и со доста витамини.
Помага при одржување на холестеролот во крвта, ја подобрува работата на органите за време и го зајакнува срцевиот мускул. Што се случува во телото ако секој ден јадите диња? Дињата содржи големо количество на вода, а многу помалку калории. Тоа ја прави одличната за диетална исхрана и прочистување на организмот. Порција диња од 150 грама содржи 53 калории, 3 грама масти, 13 грама јаглени хидрати, 1,4 грама растителни влакна, 30% од потребната дневна количина витамин А и 78% дневна количина на витамин С. Ова вкусно овоше е богато со антиоксиданти, холинс, заексантин и бета-каротен, кои обезбедуваат заштита од голем број на болести од обична настинка до рак. Со оглед на тоа дека 90 и 95% од составот на дињата е вода, идеална е за хидратација во текот на летните топли денови. Покрај ова дињата има и неколку лековити својства. Прво, го заштитува здравието на очите, дињата содржи хранливи состојки, важни за здравието на очите, бета-каротен, од која го ослободува витамин А, витамин С, лутеин и зеаксантин, кој е важен каротеноид кој се абсорбира од страна на мрежницата на окото и кој действува како антиоксидант и во заштита. Го намалува ризикот од астма. Ризикот од развој на астма е помал кај луѓето кои консумираат поголема количина на одредени хранливи материи. Бета-каротен е хранлива материја која се наоѓа во жолтите и портокаловите овошја, како што се дињето, тиквите, морковите и зелениот лиснат зеленчук, како спањак и кел. Го регулира крвниот притисок. Дињата содржи растителни влакна, калиум, витамин С и холин, кои го штитат здравието на срцето. Консумирањето на храна богата со калиум помага во регулирање на нивото на нитруим, што е важно за регулирање на висок притисок. Калиумот му помага на телото да се ослободи од високо на натриум и исто така го намалува високо крвен притисок. Почитувани слушатели, продолжуваме со вашите желби и честитки. Со песната "Ти ќе си моја" на нашиот многу сакан и поштован син и брат Даниел Вртковски. Со наискрени желби и честитки од се срце му ја честитаме свршувачката со неговата сакана Изабела Гиновска и на двајца да му посакуваме голема среќа, убава радост и вечна љубов во иднина. На сватовите со цела фамилија честито убавата веселба. Овие се честитки испратени од се срце од таткото Љупче, мајката Дијана и сестрата Моника Вртковски. Noćva ti pred mene, ova maško srce gdje mi zastane. Со тоа тело како zmija prdiš, lele Bože majko, ke me poludиш. Žena ko tebe rodena za mene, moje oči do sega ne videle. Opijen ispunet, ne znam što da pravam, ama znam ke mora da te osvojam. Samo moja, tvoj pogled ko amigo vekova. Jaz ke te ljubav, tebe ke te ljubav, i tvojto srce ke go ukradam. Ti ke si moja, samo moja, tvoj pogled ko amigo vekova. Jaz ke te ljubav, tebe ke te ljubav, i tvojto srce ke go ukradam.
krug ti se vedeli. Žena kod tebe rodena za mene, moje oči do sega ne videle. Opijen ispunet, ne znam što da pravam, ama znam ke mora da te osvojam. Ti ke si moja, samo moja, tvoj pogled ko amigo vetuva. Jaz ke te ljubam, tebe ke te ljubam, i tvoj do srce ke go ukradam. Ti ke si moja, samo moja, tvoj pogled ko amigo vetuva. Jaz ke te ljubam, tebe ke te ljubam, i tvoj do srce ke go ukradam. Samo moja, tvoj pogled ko amigo vetuva. Jaz ke te ljubam, tebe ke te ljubam, i tvoj do srce ke go ukradam. Ti ke si moja, samo moja, tvoj pogled ko amigo vetuva. Jaz ke te ljubam, tebe ke te ljubam, i tvoj do srce ke go ukradam. I tvoj do srce ke go ukradam. Со песната «Само тебе јас те сакам» на нашиот многу поштовани сакан внук Даниел Вртковски. Од се срце сакаме да му ја честитаме свршувачката со неговата изабрана Изабела Гиновска. Исто така на двајцата да му посакаме добро здравје, голема среќа и долга заедничка љубов во иднина. На родителите од двете страни честито убавата веселба. Овие желби се испратени од се срце од дедото Гоце, бабата Нада и стрикото Злате со фамилијата сите Вртковски. Еве сега кажувам, мила моја, признавам, дека ни на сон не сакам тебе да те изгубам. Денот штом те запознам, тогаш веќе знаев јас, дека топол дом некаде чека мила и на нас. Само тебе јас те сакам, за тебе јас живеам, и мојот свет без тебе не можам да го замислам. Таму коло мојо срце, таму мила спиеш ти, и дури тоа чука, таму мила остани.
dobro znaje me, kakvi buri minat me, no i pokraj se dosega, od nas ne odkažav me, sega cvrsto bušnji me, pogled nivo očive, teka zajedno ke vide me, zavet da si dade me. Samo tebe jaz te sakam, za tebe jaz živejam, i moj od sve bez tebe ne možam da go zamislam. Tamo ko mojivo srce, tamo milost piješ ti, i duri toa čuka, tamo mila ostani. Samo tebe jaz te sakam, za tebe jaz živejam, i moj od svet bez tebe ne možam da go zamislam. Tamo kod mojivo srce, tamo milost piješ ti, i duri toa čuka, tamo mila ostani, tamo mila ostani. Со песната Моме убаво. На нашиот многу сакан внук и братуче Даниел Вртковски му ја честитаме свршувачката со заканата Изабела Гиновска и на двајца му посакуваме добро здравје, голема среќа и вечна љубов во иднина. На родителите и бабите и дедовците од двете страни честит убавата радост. Овие убави желби се испратени од бабата Лиля Карадиновска, како и тетките Роза и Тања со нивните фамилии од Сиднеј. Blagoslov ke povaram, pejte angeli, pejte
продолжуваме со вашите желби и честитки. Со песната Ти со мене, а јас покрај тебе. Со наискрени желби и честитки му ја честитаме свршувачката на внукот и братуче Даниел Вртковски со Изабела Гиновска. Исто така му пожелуваме да се стрекни весели во заедничкиот живот. На родителите и дедовците и бабите од двете страни честито убавата веселба. Сето тоа го посекуваат дедо Пеце со цела фамилија Вртковски. Zašto me vodi, ljubov da te odredi. Sekogaške bideš samo jedna, prva i posljedna. Ti su mene, a ja pokraj tebe, zajedno da bideme. Samo služni, vaj za kako eden, sretno ke žive. Misli mi privlekova i za tebe kaj treba da odam, pa tot mi go kažuva. Ti su mene, a ja pokraj tebe, zajedno da bideme. Samo služni, vaj za kako eden, sretno ke žive. Со песната Корени на поштованиот внук и братуџе Даниел Вртковски му ја честитаме свршувачката со неговата изабрана Изабела Гиновска и на двајцата му посакуваме добро здравје, голема среќа и долга заедничка љубов во иднина. На родителите, како и на дедовците и бабите од двете страни, честито бабата радост. Овие честитки се посакани од бабата Ваница со цела фамилија Белевски.
Kako list javo docna esen, leži me na zemlja padna ti, gušna ti. Te novi znamke minat toliko brzo kako vozovi, no samo ti, ti si mojo dom i sila, ti si moje sve što imam, ti si moja posljedna stanica, koreni. O moja duša pušti ti, raga na srce ostavi, ki vidiš stegna, neka ki vidiš stegna ti. Dojde prolet, srce bije isto, sve ko ide kraj tebe. De novi znamke minat toliko brzo kako vozovi, no samo ti, ti si mojo dom i sila, ti si moje sve što imam, ti si moja posljedna stanica, koreni. O moja duša
gordo peme. Pesni gordo peme. Почитувани слушатели, уште еднаш да ги проследиме соопштенијата од Њукастел и околината. Управниот одбор повикуваат на денот Свети Никола среда 19 декември ќе има служба во 9 сатот сабајлето, а после службата сите сте добро дојдени во салата на кафе и чај во Свети Николска заедничка дружба за овој празник. Почитувани слушатели, да најавиме дека нашиот нов црковен одбор овде во Њукастел организира дочек на новата 2019 година во нашата македонска сала и тоа во понеделник на 31 декември со почеток во 6:30 часот вечерта. Картите се $70 за возрастни, а за деца од 10 до 13 години $30. За деца помали од 9 години влегуваат бесплатно. Во картите е вклучена богата вечера. А за да обезбедите маса со вашите најблиски, јавете се кај Саше Стојчевски на 0408 4901 48, кај Ристо Веловски на 0414 296910, кај Џони Илинковски на 0437 545456, исто и кај мене Пеце Вртковски на 0411 673 073. Сите сте добро дојдени. Да најавиме дека за ова новогодишна вечер ќе свири групата Сенатор од Вулунго со Саре Симеонов од Њукастел и друштвото. Исто така едно ново соопштение од председателот на управниот одбор овде во Њукастел Саше Стојчевски. Имаме интерес за отворање на македонско школо повторно за деца од 5 години и постари во нашата македонска сала. Сите заинтересирани за децата за македонско школо, јавете се кај Саше Стојчевски на 0408 4901 48, што побргу за да може навреме да се регистрираме за новата 2019 година да се почне во почетокот на месец февруари. Исто така, почитувани слушатели од Њукастел и околината, да најавиме дека нашата управа овде во нашиот град Њукастел организираат концерт во нашата македонска сала по повод големиот празник Водици, и тоа на ден 19 јануари, сабота, со најдобрите од Битола, групата Маестрал со Андре Илиоски на гајда. За повеќе информации околу концертот ќе најавиме во наредните програми. За сите погреби во црквата Света Богородица овде во Њукастел, црковниот одбор ги спрема сите потребни работи околу припремањето за ручекот и сервирањето на истиот. За повеќе информации јавете се кај членовите Џони Илинковски на 0437 545456, кај Ристо Веловски на 0414 296910 и кај Саше Стојчевски на 0408
49100148. Исто така може да се јавите кај овие членови за салата ако ви треба за некои веселби или други потреби. Сега продолжуваме со најновите вести од Македонија. Мицковски до Заев му вели: избери време, место и медиум, таму ќе дојдам каде ти што сакаш. Пред повеќе од 6 месеци точно, овдека на платото пред владата на Република Македонија на 2 јуни, ВМРО ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија излезе масовно да му каже на Зоран Заев: не, немој да го правиш, Зоране, тоа што си го наумил. Го започна вечерва својот говор лидерот на ВМРО ДПМН на протестот на опозицијата кој е трет поред во серијата протести. Покажавме дека сме живи, покажавме дека не има и покажавме дека повторно ВМРО ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија ќе бидат победничката политичка сила во Република Македонија. Пред повеќе од 6 месеци, да бидам попрецизен, Стоев и велев: не им верувајте до мене, не ми верувајте до мене ако се двоумите, ако имате било каква резерва во тоа што ви го говорам. Можам да ве разберам и можам да ве оправдам. Поминале и продофилирани многу лажговци овде пред вас. Многу лажговски кажувале како Зоран Заев и ветувале брда и долини. Но верувајте си на самите себе и верувајте на тоа што го гледате. А тоа што го гледате тоаш беше црнило во почеток, а денеска е црнило во кулминација. Саде е црнила ширум Македонија и ќе ми речат и ќе ми прашат: зошто токму одбравте црнила, па зарем сем, освен новие црнила кои што ни се случуваат и темнина, има нешто што се можеме да се пофалиме и да речеме дека ова се народна влада на СДМСМ со криминални гени, предводена од аболиран политичар, може нешто да направи за нашата татковина. Дозволете ми на самиот почеток уште еднаш да ги поздравам сите оние кои што од разни причини, од притисоци на своите работни места, од закани и уцени на предпоставените номинирани од овие горе што не снимаат шпионски од оној прозор, онаму снимајте, ама еден ден ќе платите за тоа што снимате. Да ги поздравам затоа што знам дека и нивните срца се овде доле со нас, дека и тие се со нас и не следат и не поддржуваат. Стотици илјади граѓани ширум Македонија во овие декемвриски денови, без разлика дали се овде пред платото на владата на Република Македонија или ширум другите плоштади, улици и булевари, по куќите, по домовите, по сокаците и маалата, знам дека ни ја дават поддршката и дека не има многу и ќе не има уште повеќе. Се додека не им го видиме тилот како заминуваат оттаму оние шпиони кои што снимаат сега од одзгора. Ја посипа земјата со црнила, а народот го оковаа со омраза, со љубомора, завист. Тоа е она кое што тие го подготвени. За тоа се подготвени. Наместо да владеат со проекти, со реформи, владеат со страф и притисоци. Не смееме тоа да им го дозволиме. Овој народ тоа не го дозволува и овој народ и овде и насекаде во Македонија ќе му каже едно големо не на Зоран Заев и СДСМ. Ветуваат живот, драги сопатници, брајки и сестри, ветуваат живот дека ќе донесат во Република Македонија, а донесуваат црнила, донесуваат чемер и јад во домовите на нашите сограѓани. Ништо не се мрда, камен на камен не оставија, национално не омаловажија, ни го ништија достоинството. Го убија македонецот во македонецот. Но нема да се предадеме затоа што македонецот на македонецот е македонец. Бил со векови и ќе остане колку и да пишете, колку и да бришете. Колку да снимате од таа вистина, нема бегање и нема да ви дозволиме да избегате. Зошто црнила? Ќе почнем од оние кои што овие денови се најактуелни, а тоа се докторите. Зошто токму докторите? Им ветуваа, сетете се 100.000 динари, просечна плата. Од 100.000 динари нема ништо. Уште една голема лага на овие нечести
политичари. Потоа им ветуваат линеарно покачување на платите и добија символични 5%, но веднаш овој човек кој што себе си треба да се нарече градски татко потрча да и тие 5% им ги скрати, па им го зголеми паркинго за нивните работни места во клиничниот центар за да си ги врати парите што им ги дадоа. Па вакво лажење нема никаде. Ваков ни мухазин не бил. Им ветува на матичните лекари, им ветува на стоматолозите, зголемена капитација, зголемена од таа што ја имаат. Нити зголемена капитација, ниту нешто кое што претходно го ветуваа. Напротив, и тоа што го има на време, и тоа им го зазема. Затоа едно големо уа за таа лага. Младите секој ден ја напуштат Македонија, затоа што се чувствуваат излажани, изманипулирани, затоа што им ветува младинска гаранција, им ветува студентски град, им ветува перспектива и фер шанса за сите. Не, само што не добија, туку нема ни надеж за да се добија, бидејќи тие се зафатени со промена на името и промена на идентитетот. Немаат време за младите. Денеска го слушам само да се завршело ова и веќе во јули ќе ни тргнело. Не сега од јануари, од јули ќе ни тргнело. Па ги искара бизнисмените, им рече вие треба да идете напред, како напред Европа била таа која што не научила. Не бре, ние треба да се европензираме за да Европа нас ни подаде рака. Со криминалци во влада, со криминалци во јавните предпријатија и министерствата, кои што вие ги именувате, нема Европа. Европа бара честите луѓе и искрени луѓе, вредни луѓе и луѓе што работат, а не луѓе кои што на својата нација и викаат дека е искомпленцирана нација, дека е нација без свое јас. Нема така во Европа. Во Европа мора да сме честити, вредни и честни, што е најважно. Се она што не сте вие, СДСМ и Зоран Заев. Изминатиот период остварив многу средби со бизнисмени, посетивме неколку стопански комори, разговаравме за реалните проблеми на бизнисмените, на економските оператори, на реалниот сектор. Единствен и заеднички именител е дека никогаш не било потешко е одвај мака мачат од први до први да скрпат. Црнила донесува и во економијата. Им ги изголемија даноците, па сега лажат преку онај малечок министер за финанси дека ова било Робин Худински пристап. Ќе земеле од богатите, од тие што имат, па ќе дале на сиромашните. И при тоа не кажуваат дека ќе ги оданочат земјоделците, дека не само што ќе ги оданочат, туку и сето она кое што го има дома, досега и тоа ќе им го земат. Зарем такви луѓе ја заслужуваат довербата на граѓаните? Освен црнила, поразени и уништувања, ништо друго не ни донесува во Република Македонија, откако со една од половина година влада, а претходно учествуваат повеќе од една година во техничка влада. Зарем на овие луѓе треба да им се верува? Јас повеќе не можам да им верувам ниту една секунда од мојот живот. Почитувани слушатели, тоа беше крајот на вечерашната македонска програма и на сите ви посакувам добро здравје, многу среќа и голем успех до идната сабота во истото време. Пријатна вечер, добар прием и пријатно дослушање од мене Пеце Вртковски. You have been listening to the Macedonian program on 2NUI.
Makedonci, amanet od pradedovci, što davale svoj životi. Nema da go zaboravi me, rodna grutka da si brani me. Teško na predavnici te, site poreco dušmanite, ne zna za Božja pravdina, nemislatna pokolenija. Što mi brišak zemlja iskonska, drevna majka Makedonija. Narode moj, što storiv me, velat nije, ne postoji me. Tolku zloka i kegi odnese, koji li pekol kegi sobere. Braća so srca junački, za rodina da se porobi. Ve frlija crni zandani, a dušman po veli drumovi. Teško na predavnici te, site poreco dušmanite, ne zna za Božja pravdina, nemislatna pokolenija. Što mi brišak zemlja iskonska, drevna majka Makedonija.